Ноќва, околу 2 часот после полноќ, на мојот телефонски број ми се јави женско лице со силно вознемирен глас. Најпрво ми се представи, а потоа во паника, викајќи, ме извести дека пожарот се приближува кон низината куќа која се наоѓа во последниот ред во село Зелениково. Според паниката во низиниот глас, знаев дека пријавата е вистината. Таа побара помош од мене. Веднаш исклучив и се јавив на дежурниот пожарникар во Скопската бригада за противпожарна заштита. Истиот веднаш ми одговори на повикот и го известив дека во Зелениково најверојатно има тежок пожар. Дежурниот ми извести дека веќе знаат за пожарот и нивното возило од нивната станица во Драчево е тргнато кон Зелениково. Бидејќи во тој момент се наоѓавме на патот кој што води низ Јасен, враќајќи се од Македонски Брод, каде што ги имавме завршните договори за утрешното гасење на пожарот кој што бесне на територијата на општина Македонски Брод, веднаш дадов задача на возачот да се упати кон Зелениково. Половина час подоцна пристигнавме во Зелениково. Во меѓувреме, градоначалникот исто така бил известен, го стартувал општинското противпожарно возило кое што го набавиле пред известно време и со него дошол веднаш до куќите каде што беснел пожарот, а заедно со него пристигнале и припадниците на доброволното противпожарно друштво од Зелениково, кој што тој во меѓувреме ги известил. Тие веднаш започнале со гасење, а претходно и самите жители кои што живееле во овие куќи се обиделе над куќите да направат некаква заштита прскајќи со вода и сечејќи неколку дрвја. Заедно успеале да ја сопрат огнената стихија, односно да изгаснат линијата која што била долга можеби 100 метри. На тој начин ги спасиле нивните куќи. Голема благодарност до градоначалникот на Зелениково, кој што се јавил на повикот, покажал присебност и наместо да губи време чекајќи некој да го земе возилото, противпожарното возило, самиот го стартувал и отишол на местото каде што горел пожарот. Благодарност и до жителите кои што излегле, бидејќи на лице место затекнав повеќе од 10 жители кои што помогнале во гасењето на пожарот. Благодарност и до Скопската бригада за противпожарна заштита, чие што возило стигна веднаш потоа. Сите заедно ставивме крај на оваа стихија која што можеше да ги загрози куќите. Но ја користам оваа прилика да апелирам до сите граѓани кои што имаат куќи кои што се последни во редот и граничат со висока трева, грмушки и дрвја. Искосете ја тревата, уште подобро изорете, ископајте, најдете мотокултиватор, направете мек земјен појас од неколку метри. На тој начин, дури да има пожар непосредно до вас, нема да ја зафати вашата куќа, вашата викендица или било каков друг ваш објект. Бидејќи понекогаш е доволно искра за да настане вистинска катастрофа. Внимавајте!